Пред некој ден седам со еден мој пријател и пријателов ми вели: "Абе, знаеш дека оној таче е рамноземјаш? Значи верува дека земјата не е топка, не е тркалезна, туку дека е рамна плоча." "Види бе," му викам, "знам дека како малу тоа Куманово го викале ќурка. Тоа е општо познато. Така барем го раскажуваат и овие што им бил директор во Телеком. Ама баш дека е рамноземјаш бе, не знам бе човек, прв пат слушам. Само што, ако го погледнеш вака од него, може тој да се очекува дека е рамноземјаш." "А чекај бе," му викам, "а како мислиш бе рамноземјаш? Стварно он мисли дека земјата е рамна?" "Не бе," ми вика, "Саше, верува дека земјава е богата и дека оди напред." А тоа ти е исто ко да верува дека земјата е рамна, беш му матер. Ако не и бетер од тоа. Викам. Па ако гледаш, така он верува во многу непостоечки работи. Во фантомски работи. И не само што верува, туку се труди од петни жили нас да не убеди дека е тоа така. Ете, гледаш дека е рамноземјаш, исто и тие веруваат во непостоечки работи. И се трудат да не убедат сите нас во тоа. Знаеш бе, му викам, стварно бе се понаша тој таче ко некој рамноземјаш. Си тера он по своето заглавен во корупција, сиромаштија и омраза кај народот. Ама во неговата глава се цвета, се пупи. Доаѓа нова пролет, по кој тој се замислува дека ќе биде пак новиот премиер до 2030 година. Не цркни магаре до зелена трева. Туку знаеш што е најгрдата вистина кај рамноземјашите за која и како се свесни? Така ми вели овој пријател, ја му викам, "Која бе, брат?" "Па и тие," вика, "исто како таче, длабоко веруваат во себе, знаат дека се глупираат, ама заработката од нивните предавања и книги не им дозволува да се вратат назад. Нема каде назад." Викам, "Сакаш да кажеш," му велам, "митото и корупцијата со другарчињата од Дуи не му даваат да се врати назад? Значи, он е свесен дека е корумпиран, дека краде, ама ај се врати се назад ко си тргнал по тој пат. Малце е тешко." Така ми вели пријателот, "да си жив." И се чукнавме со тоа ракиичките за атер на рамната земја и во која е бинава на таче, тоест козо е бинава на таче. Ете и пред некој ден Андјушка го стајле на црна листа кај американциве, па се жале плач. Аман, заман, зошто јас на црна листа? Таче, вика, не го познава, го знал само од телевизија, у вестите го видел, која гореле тамо некои бараки тамо, а црпнати од зоќе, па одма излезе да го брани. Па кој на кого, ако не, нели, секој на својот. Не, ќе беше чудно ако не излежеше да го брани, затоа што се привлекуваат ко Јин и Јанг, пардон, ко Бони и Клајд. Ко Мохамед Али и Фрейзер, не. Ко Боро и Рамис. Абе, ме разбирате што сакам да кажам. Да, најмногу се привлекуваат како Ал Капоне и Дон Корлеоне. Тоа е точната споредба. Па после Ангела пак излезе да му каже дека џабе се бунел. Знаеле они дека он многу корумпиран, притоа, нели, откривајќи Америка, само им било криво што фрлиле 500 милиони долари за борба против корупцијата, која што, нели, даде резултат 0. Бе, Ангелче, ти и твоите предходници ги фрливте тие 500 милиони на комуњарите, што е, да се разбереме, различен поим од комунисти, а од комуњарите со нивните медиумски ликови како Борјан, Амон, Чом, Асма и други, можете само да се сликате во круг. Ни пари, ни борба против корупција, само личен джеб. Да ми дадевте мене некој денар, долар, што да е, или на други независни контрамедиуми, ќе направевте баланс и вистинска борба.
вака со комуњари, марксисти, ленинисти, одуи толку, до толку дофрла копието, корупција и етничка омраза, максимум резултат, или во превод, се е отплячкано и се уште сме на почеток, се мрзиме, очи не ќеме да си видиме. Така е кога нема лев и десен баланс, или минимум еквилайзер, онака како на, или оној како на Дензел Вашингтон. Како им скрши кичмата и тоа, на сите ми скрши кичмата, цак, 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 пата оди напред. Па да влезе некој како Дензел на 2-3 локации да рати са држава од битанги. Ама ова не е амерички филм. И пошто не е амерички филм, најакиот играч што го имате Таче Ќуран, познат во Куманово. Знаеш, ние како мали, мнозинството имавме прекари Миле Брзиот, Перо Швалерот, Тања Пичишчено, Сашо Спермана, Томче Распусто, кој што се убитоло овие ваквиве, Ване Смудла, Зоки Лепирачето, Цаци Греачот, Бети Цицка, Алек Путка, Тони Корнер, Цуци за ме повуци, Акачи што ти го закачи, Тоде што ти го збоде, Тони овој во панталони, Милица во Вилица, до Вилица, и други така, согласно прекари, согласно способностите и вештините забележани, нели, како Божја дарба кај тие кои што ги добиле прекарите. Веројатно Тачи имал квалитетна дарба, бидејќи својот прекар Ќуран или Ќурка го добил по едно прекрасно животно мисирот, или бидејќи од Куманово, а тамо владее србизми, значи од Ќурку, што значи Таче Ќурка. А Таче многу сакав американци, што ќе му кажев. А американци само што завршише со Thanksgiving и потепаше све ќурке у Америку. Ск ќе почне Божиќ и ќе дотепо и оно што е остало од ќурке по свету. Толку Таче од американци. Ќе отиднеш за празник, дали ќе буде Великден или 1 мај, ти си бирај. И не сери кваке кад не си бравар, Таче. 500 години турско робство, окупација, турска, всушност локална турска самоуправа, успеала народов да го направи таква амеба, која седи под чината и слуша, јаде говна само по дома, односно сегашно време јаде говна само по Фејсбук. И тогаш, како и сега, само неколкумина најхрабри, значи не сите, не во стание, не заедно на јуриш, туку само поединци мали групички станували и се бунели и се бореле, и бидејќи биле малци и лесни за пакување, ги пакуеле по 100 години сургу на Надолија, а не во Бодрум. Или како сега 20 години сургун во Идризово. Подсетете се на 27 април, со кој во диктаторски стил на сите ни кажаа дека кој ќе писни или не дај Боже скупне лажлива министерка, ќе оди 20 лета в затвор за ука на обичната раја. Така народот пола со право, пола од зорци седи дома, не се буни и си чука на тастатура. И најдобро се што знае да прави е да колне. Леле, мајко, како колнат македонците, страв да те фати. Јас да ви кажам, нон-стопно сам превртени гаќи, чорапите не ги перам по 2 недели, и кожинче од шунет во малиот джеп си носам од фармерките, тамо кажам, од зипо обично носат луѓе. И штом забележам дека некој сомнителен ме звери, му велам, кој урочи, куру очи, ако си женско, цицките да ти паднат. Вака да си ги превртиш кој ќе наполниш 50 години, вака да си ги префрлаш преку рамо. А ако си машко патлако да не ти стане никогаш, дури ни со грчка виагра, дури ни со африканска слива, дури ни со златен метак, ништо да не може да ти окрене. И така подчинитиот народ, освен клетви, нема што друго демократско средство и нема друго демократско средство за одбрана, па власта го секса кај стигне и кога стигне.
Последниот голем секс, да не речам оргија, незаконското и неуставно менување на пасоши на квислиншкава влада и квислиншкиот министер. Кога видоа дека народот нешто многу не се буни, а нив им требаат пари за подкуп на избори со некакви џомити економски мерки, фино лепо му го зачукаа до крај. Го наредија како говедо со се децата, нели, да вади лични карти, пасоши, возачки по некакви си пунктови каде чека по цел ден за свој пари во држава чие име не сака да и го смисли. Ке речеш глуп народ, јака држава, ама ова со пасошиве, оваа поговорка прв пат има смисла. Поробен народ од странци и домашни квинслинзи, како овца оди на бричење да ја остави волната. Кај дај ке се наредиме и за месото пред кланица. Дали ќе биде Украина или некоја нова кланица ќе видиме накнадно. И така застанале по 2000 луѓе секој ден на пунктовите на МВР, секој достои по 40 евра за пасош, за она што ниту го гласал, ниту му требало, ниту го барал. Американска демократија, европски вредности. Па добро, сте застанале на дождо на УХМР, на снего на Славчо, на ветеро на Бабавања, како и на Самойловите војници, и чекате да ве ослепат, затоа што северна е ослепување на едното око. Со овие квислинзи за некоја година ќе го снема и поимот Македонија, па тогаш ќе бидеме слепи и на двете очи. И еве го историјата се повторува ако не ги учиш лекциите од неа. И ако очекуваш од СДС и ДУИ да работат за државата и народот, тие си имаат веќе своји држави. Бугарија, Албанија, оваа очигледно според постапките што ги прават не им треба и затоа гледаат да ја ограбат, урнисаат, обезименат, да ја направат едно големо протекторатско ништо. И каде е шансата тука? Како и во лошите американски филмови, единственото решение е или се изборите. А сега, или ако сега ви го учукале чадорот на едно место и ви го отвориле, ви го смениле името и ве натерале со деца да чекате на -10 за да си платите за промена на лични документи кои сте ги ваделе пред неколку месеци, чукнете си ја тоа тиквата и прашајте се: момент, ме бараат од калето. Да. Да, во моментов снимам емисија. Да, ќе ви се јавам после. Ајде, Ангелче. Ајде, чао, Ангелче. Да, Ангела, после ќе се јавам. Да, порно глумец сум исто така. Да, па може, не е проблем да се видиме, може и да се договориме. Аха, добро, не е проблем, пријатно. Од калето нешто ме бара. Нешто, сакаат некои мои услуги, нели, порно глумец. Кај застанавме? Да. Значи, чукнете си ја малку тиквата и прашајте се додека чекате на тоа ладното за пасоши. И прашајте се, не е битно дали сте македонец, албанец, србин, ром, дали сте СДС, ДУИ, левица, беса или не одите да гласате затоа што мислите дека тоа не е ваша грижа. Гледате дека ве дупат во здрав мозок и кога ќе отидете на гласачкото место, после ова што ни го направи, ако заокружите СДС или ДУИ, должен сум кон Бога и Аллах, бидејќи е истиот да ве проколнам толку многу што со генерации ќе патите. Прва клетва. Ако гласате за СДС и ДУИ, после се ова, брачниот партнер да ви фати швалер од Уганда и тој да се пресели ка вас дома и секој сабајле да ве буди со тоа питонот. И после да има, да им вика добро утро на комшиите. Ова се однесува и за мажи и за жени. Мислам, децата цел живот да ви играат PlayStation 4 и да ве мола да им купите понов модел, а вие да немате пари ни за PlayStation 2 на старо. Лифтот да ви се заглавува секој ден, по можност со вас внатри да чекате мајстори минимум толку време колку што чекате за пасоши. Кога ќе се делите со браќата и сестрите за имотот на родителите, секогаш да не се договорите за пола метро од меѓата. Секогаш карајте се за 10 сантими од меѓата. И да се истепате по можност со мотики и копачи на радост на комшиите. Од ноември до април да не ви пали колата секојаш кога ќе излезете најдотерани и највеќе кога се брзате, со бонус да ви изгаси во Банско во најголемиот снег и ви улица.
Кога ќе одите во Грција, секогаш да ви дадат 10 пати полош апартманот тој на сликите, а во Охрид никогаш да немате топла вода и паркинг. И пица, не 550, 5500 денари да плаќате во Охрид. Секогаш кога ќе дојдете на граница да има смена, да е паднат системот, да дува или да биде 40 степени, авионскиот лет секогаш да ви биде одложен и да не можете да го фатите другиот и да окапете на аеродром и бонус да ви го украдат смрдливиот пасош со Северна. Домашното куче да ви фаќа пролив на секој 2 дена. Дрскајца таква да го вајчат да не можеш дома 3 дни да влезиш. И болви да го вајчат. Водоводжијата секогаш да ве заебе, а струјаджијата да ви доцни по 3 недели. Машината за перење да ви кине каиш на празника, на секое копање пред зграда да ви се кине оптичкиот кабел. На свадба, на најмилото да падне конобарот со свадбената торта, а кумот толку да се начука да почне да ја драпа невестата. И плюс да ви заврне пороен дожд, ако ја правите надвор свадбата. А кумо да ја драпа невестата. И надвор ако ја правите внатре. Дупло да ја драпа. И горниот комшија да ви биде рокер, долниот селјак. Тој лево оперски пејач, а тој десно кучкар. И да слушаат музика и да прават журки нон-стоп. И да свири Бени и нон-стоп секој ден 24/7. Да немате раат и кога ќе сте раат, кога сте у кафана, секојаш да ве крадат конобарите, да ви скисне гравот, да ви плукнат у салатата, у марулата, најмалку се познава, нели тоа? Кој ќе ви прават сунет, мајстора да носи диоптер 8, а БМВ-то да ви трокира по 5 дена откако ќе го донесете од Германија. И кога нема да ви биде арно, и ќе ви треба кислород, слободно да подишите од Зоки аерото, парите да ви ги преброи на Али машината, на утакмица на Малио да ви дојдат навивачите на груби, пари цел живот да имате само од мекици, здравие од ковид вакцини, транспорт од Дурмо, болници од Брако, правда од Кацарска, бифтеци од Маречич, лубриканти од Влада, свирчиње од Чарените, бело од Павле, марихуана од Зајчев Рид, тендери од секретар на Влада, евра од Вицето, име од грците, презиме од бугарите, храна од србите, убави желби од албанците, извоз на оружје и воена сила од Косово и конечно памет од Калето. Со искрени клетви до вас, поздрави, ваш Сашо Тасевски. Вест на денот. Breaking news. Ексклузивно. Америка го стави црпнатиот на црна листа. Црпнатиот не ќе може да оди во Америка и сите сметки во Америка ќе му бидат замрзнати. Реакција од црпнатиот: шо ме боле куро, шо ме апат мадината. Ја у Америка еднаш беше, одамна не ми се свиѓа многу и това е not discussity. Ја парте не ги чувам на сметки, Бог да чува, на шо ве личум, на некој глуп од Скопје. Парте се знаат дек се, закопани по нивте, у Муртино, па ој најди ги. Јас со Филипче, мој Филипусис, на Пупидис си одам во Грција. Таму вилата кај моите грци, там се бањум. Шо мајка барам у Америка. Таму многу урагани има. Ај, од поново сега истата вест. Вест на денот. Breaking news. Дибидус. Америка го става црпнатиот на црна листа. Се јави преку Тасевски со коментар. Америко, земјо пролетерска, I don't give a fuck, I don't give a shit. Е него и Мерко на црна листа, па влакно не му фали, си трошио тоа кешот, е него е Ѓушев на црна листа, и онеко црн бубрек улој, па никому ништо. Вашава црна листа е ко наша антикорупцијска. Ке кажат некој направил криминал, ке го казнат со 500 евра и толку. Кој го заболеве после за него? Од сите ваши на листа и од листава на антикорупцијска нема 1% со подигнати обвиненија, камоли да завршили у прдекана, освен или легендата на македонското правосудство, Милена Киевски, алијас Миле ми текна, кој го изеде за сите, немиен, небањат,
сега може и да се каже ни крив ни должен, и тоа без вашава црна листа. Затоа не го ставете црпнатиот на листи, затоа што до вчера беше на листа на лојални, на оној дипшитот на ЦИА и компани. А сега, како и секој добар американски соработник, оди во пензија на црна џомити листа. Знаеме дека сакате да ни правите баерам на мозокот, по направило дека од многу баклава се добива шеќер, а шеќерот предизвикува слепило, така да не гледаме ништо тие ваши екскурзии со паметот. Додека овој народ не види дека влегуваат специјалци и го растураат тоа рамиско гнездо и носат свет топтан у притвор, не ни пуштајте ладна вода у термална бања. Нема ефект, џабе. Значи, треба да одговара за промена на име по нелегален пат со непризнавање на резултати од референдум, за подкуп на пратеници, за врбување на пратеници, па уназад тоа како беше 1 евро за вицто, црквата и тамо на неовластен склучен преспански договор, па за нелегално доаѓање на власт без доволен број на пратенички гласови, па за 100 стопански дела како председател на владата, па кога ќе добие соодветна затворска казна, треба да му се конфискува се, па да се вратат процесите и демократијата, затоа што под неговото владење се беше надвор од законот. Но пасаран, нема компромис со таа опција, ако некој навистина има намера во оваа држава да завладее правото, нели? Ако не, како и досега што би рекол вашиот Пулен, Али Дуали, инаку познат борец за човекови права, правдолюбец и почитувач на законите. А тука некакви црни листи, бели тоалетни хартии, факски лезим и останати заебанци и шатри за обичен народ. Заборавете, господа, пројде времето кога нешто ви верувавме. Уште ви веруваат само пензионерите кои гледаат едни вести навечер и толку. Ама и пензионерите ги изумревте со коронава. Така да имате 3% доверба у моментов со вашите листи за заебанција. Меѓу другото, овој вашиот момок несудениов Нобеловец треба да одговара и за вашите $500 милиони потрошени за корупција, а резултати од тоа нула, затоа што се помножено со тој црпнатиот ви е нула. А нула по нула е пак нула. Затоа е Македонија една голема нула. Дупла нула. Ај сега имам некоја попаметна работа од оваа вашава црна листа, која звучи како препорака за дополнително крадење, а не како казна. Ја што има ви кажав, односно, само пренесов што мисли народот, ама не може некако да ве начека у некоја темна уличка, па да ви го каже тоа многу нежно.